Добро вечер, Штип. Добро вечер, почитувани сограѓани. Вечерва стоиме овде пред вас, не за да ветуваме кули и градови, платформи и тунели, аеродроми и трговски центри. Овие ветувања, драги сограѓани, потонаа во ветерниот затворен базен, заедно со останатите бомбастично најавувани лаги пред 4 години. Почитувани сограѓани, деновиве не убедуваат дека тие го знаат лекот за Штип и неговите граѓани. Замислете, после 7 години владење, тие ќе го лекуваат овој град и неговите граѓани. Од што? Од самите себе и од своето владење. При тоа не го кажуваат она што го знае секој нормален човек, дека секој лек земан во преголема доза действува како отров. Епа овој народ веќе сериозно е предозиран од нив и од нивното владење. Почитувани сограѓани, пред вас стоиме со една единствена цел да ги изнесеме нашите идеи, нашите аргументи. Зошто на 24 март ја бараме и ја очекуваме вашата подршка за нашата советичка листа подреден број 42 и за нашиот кандидат за градоначалник Здравко Коцев, исто така подреден број 42. Првиот аргумент во таа насока е нашиот кандидат Здравко Коцев, за кого посебно и не треба да се трошат зборови. За него повеќе од се друго зборуваат неговите дела, реални и конкретни, а не виртуелни и избисцени како оние од рекламите на ВМРО ДПМНЕ. Вториот аргумент е нашата квалитетна советичка листа, која буквално представува спој од младост и искуство, стручност и знаење, честност и енергичност. Нејзин дополнителен квалитет представува фактот што на нашата листа има представници од сите партии во нашата коалиција. Третиот аргумент, почитувани сограѓани, е нашата изборна програма, амбициозна, но реална и остварлива, со проектирани цели и приоритети на макро и на микро ниво. Но, ако погледнеме во каков град, во каква држава живееме, ќе го добиеме најголемиот аргумент зошто на 24 народот мора да ја казни оваа ненародна власт. Ја згазија правната држава, ја скршија, ја убија демократијата, душмански ја задолжија државата, продавајќи ја не само нашата сегашност, туку и нашата иднина и иднината на нашите деца, на нашите внуци. И на секоја критика, на секој укажување дека ја презадолжуваат државата, одговараат со нови, уште пожестоки кредити и задолжувања. Зарем има поголема причина од ова на 24 да излезете храбро, со кренати глави и погрешните закани, уцени и заплашувања и да го дадете гласот за нас, за нашата коалиција, за Сојузот за иднината. И за крај, зборувајќи со јазикот на математиката, кој мене лично сепак ми е поблизок од јазикот на политиката, ќе завршам со една математичко-политичка равенка, која има едно и само едно решение. На 24 2 пати по 42 е еднако на победа. Да живее Штип! Да живее Македонија!